Добре дојдовте на видеосесијата посветена на новите трендови во сметководството, каде што ќе се презентира кои се разликите помеѓу традиционалното и новото работење во сметководството, како и придобивките од користење на нов начин во работењето со сметководството и сметководствените бироа. Јас сум Венко Глигоров, управител на Логин системи, фирма овластена за изведување на решенија базирани на Microsoft Dynamics NAV, кој што е ERP систем на Microsoft. Традиционалното работење на компаниите се сведува во нивно креирање на документи и трансакции, а сметководственото биро, како надворешна фирма, овие податоци ги внесува во системот, најчесто сметководствен програм и врши соодветно книжење. Размената на документите се прави во хартиена форма. Во некои случаи се прави тоа и по електронска пошта, каде што се праќаат скенирани документи или евентуално се праќаат листи во Excel, а доста често и во Word, за да може сметководственото биро да ги обработи. Недостатоците во ова традиционално работење е што има најмалку 2 пати внесување на потоците, еднаш кај самата компанија која што ги креира документите и ги прави трансакциите и еднаш кај сметководственото биро. Можностите за грешки се големи. Немањето на брза и точна информација е едно од главните недостатоци кај ваквото работење, бидејќи бирото често книжи седмично или месечно или по потреба или во зависност од расположивоста, така што менаџерите немаат јасна представа за состојбите на бизнисот во реално време. Се случуваат и зголемени и скриени трошоци, поради тоа што самата компанија треба да ги спорачува документите, па дали ги спорачала сите, па потоа во сметководственото биро при обработката можеби се забравило нешто, се прават за тоа често согласување што е книжено, што не е книжено, што дополнително го оптоварува работењето на самата компанија. Недостатоците на одвоените системи е тоа што компанијата не може сама да прави извештаи, таа прави извештаи за комерцијално и материјално работење, меѓутоа сметководственото работење е зависна од самото сметководствено биро. Со други зборови, немањето на еден систем резултира во имање повеќе вистини за иста работа, бидејќи, како што кажав, потоците не се обработуваат на две места и не се обработуваат во исто време. Овде сакам да презентирам нов начин на сметководствено работење преку користење на хостиран систем за сметководствено и оперативно работење. Со овој систем и компанијата и сметководственото биро внесуваат документи и прават трансакции и воедно и книжење на еден систем, во ист систем, така што се избегнуваат оние непотребни работи што ги нагласив претходно, а тоа е да се нема информација во реално време, непотребно усогласување на потоците и слично. Кај ваквото користење се користи заштитена интернет врска, обично така наречено VPN или виртуелна приватна мрежа, со цел да се обезбеди и компанијата и сметководственото биро да следи и да користи, да внесува на заштитен начин во самиот систем. Со новото работење се прераспределуваат и самите активности. Ако претходно сметководственото биро е одговорно за внесување на документи во сметководствениот програм, се грижи за да обезбеди стручност во сметководството и да дава сметководствени совети, ги изработува извештаите потребни за законодавецот и самата компанија и на крајот е одговорна за завршната пресметка. Со новиот начин, внесувањето на документите во сметководствениот програм премина во компанијата. Самата изработка на извештаи може компанијата изработува, а може секако и сметководствено биро. Со ваквиот систем на работа, стручната работа во сметководството останува кај сметководственото биро, бидејќи за тоа се стручни, како и одговорноста за завршната пресметка. Со тоа што и сметководството биро и компанијата се посветени на секој на својата работа. Предностите се очигледни
постои централно место на податоци, односно има една вистина за податоците и работењето. Информациите се добиваат во реално време, така што менаџерите и вработените можат во секој момент да ги ажурираат и да ги следат книгите кои што се купувачи, добувачи, артиклите, потоа главната книга, каде што се всушност финансиските информации. Со ваквиот начин се искористува најдоброто од двете страни, односно стручноста кај сметковителите и стручноста во работењето на самата компанија. И тоа што е важно, и не престои опасност да се релацијата помеѓу сметководствено биро и компанијата се загрози, бидејќи останува голем дел од главните работи да ги изведа сметководственото биро, главните работи поврзани со сметководството и финансиите ги изведа сметководствено биро, а компанијата ги има податоците, располага со податоците и продолжува соработката со сметководствено биро во делот на напредни совети, консултации и докнижувања потребни за завршната пресметка, но и за менаџерските извештаи. Една од погодностите што ги нуди хостираниот систем сметководствено и оперативно работење, а посебно работењето со Microsoft Dynamics NAV, е тоа што покрај стандардно компјутер со Windows оперативен систем, во системот може да се внесуваат податоци, се користат податоци од различни уреди преку различни канали. Например, веб прелистувачите Google, Internet Explorer и Apple Safari може да се користат за преглед, внесување на податоци. Самиот сметководствена програма е прилагодена за работа со таблети и тоа се застапени сите постоечки таблети што се на пазарот, тоа базирани на Android оперативниот систем, iPad на Apple и Windows на Microsoft. За оние кои што имаат потреба за вистинска информација во вистинско време и сумарна информација, меѓутоа и детална, располага им се мобилните уреди и тука ERP системот и хостираниот систем ги поддржува сите три оперативни системи за мобилните телефони, како што се Android, iPhone и Windows Phone. Повеќе информации за трендовите има во блогот Трендови во сметководството кај малите фирми и невладините организации, кој се наоѓа на адресата www.loginsystem.biz /post 2017-08-17 трендови сметководство ERP. Секако на веб страната на Login системи во loginsystems.biz може да се најдат дополнителни информации, а и да се исконтактира Login системи по различни канали на телефон, имейл, веб или пак да се учествува во работењето на форумот на веб страната. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ова беа корисни информации за вашето работење.